И по повеќе од еден век од зачетоците на борбата за женски права и првиот 8 март, актуелни се истите прашања. Дали постои родова рамноправност? Живееме ли се уште во машки свет? Има ли доволно жени во политиката и на одлучувачки позиции? На овие теми поразговаравме со две советнички во Советот на општина Гостивар. Жени директно вклучени во креирањето на општествените текови и во напорите за унапредување на еднаквоста по родова основа. Ние работиме во текот на целата година и знаете, веќе ги промовиравме мерките кои се однесуваат на зголемување на бројот на жените во политиката. Веќе е известно дека нашите листи ќе бидат составени од 50-50, односно постигнавме родова еднаквост на тоа поле. И да, секако, во политиката треба да има повеќе жени, затоа што досега бројките покажуваат дека жената покрај сите квалитети и способности не е ставена на позиција да одлучува за себе и за своето семејство, а може, секако дека може. Ние жените сме функционирале во политиката, сме биле вклучени во сите активности, меѓутоа сепак кога станувало збор за некои така по одлучувачки моменти, некако како да постоела една скептичност и некое стереотипно размислување. И јас се надевам дека тоа со текот на времето и гледам подобрување од нивна страна. Некако им е потешко на мажите да тие знаат жената ствари колку може да постигне, меѓутоа им е потешко со дел од нивните стереотипни размислувања да го потврдат тоа. И науката докажа дека жените подобро и полесно може да се справат со брдото обврски во домот и на работното место. Не е премногу да се каже дека мултитаскингот е вродена карактеристика на женската популација. Нашите соговорнички одговорија на прашањето колку е тешко истовремено да се биде грижлива мајка, домакинка, работно ангажирана и политички активна жена. Не е лесно, почетоците се секогаш тешки, меѓутоа кога ќе сватите што сакате, кога ќе направите тим од жени околу вас, кога ќе воспитате родово сензитивни деца и луѓето ќе ве сватат сериозно, после се оди по некој зацртан пат. И која ќе биде вашата порака до жените за 8 март општо? Да го надминеме стереотипот дека жената на жена е непријател, да собереме храброст, да тргнеме по патот, да го земеме она што ни припаѓа, нашето право да одлучува. Жената има една карактеристика, значи што ја немаат мажите, тоа е интуитивноста, женственоста и мислам дека жените доколку сакаат да постигнат нешто можат да успеат и се успешни во секоја работа. Само е потребна добра организација, нели? И мислам дека јас имам доста пријатели, се движам во такви кругови и мислам дека може да постигне буквално се што ќе посака во животот. Би завршила со една мисла на нашата Маргарет Тачер, неуморната, доколку сакате некаде да се зборува, испратете маж, меѓутоа доколку треба да завршиме некоја работа, испратете жена, така да жената е многу битен фактор и движечка сила во општеството и мислам дека жените го заслужуваат тоа место и во иднина се надевам дека нема да има некои ограничување на жени, мажи, женска и машка работа, сепак ние ова е 21 век и мислам дека жената заслужува да биде застапена во секоја сфера од општественото живење. Гледано локално за Гостивар фактите покажуваат дека соопштината никогаш не раководела жена. Во актуелниот состав на општинскиот совет на 30% од членовите се од женски пол. Во училиштата во градот едно директорско место и припаѓа на жена. Најголемиот дел од раководните позиции во институции и установи во Гостивар се во рацете на мажи. Детските градинки традиционално ги водат женски лица. Борбата за родова еднаквост мора да продолжи. Како инспирација зборовите на Роза Луксембург. Оние кои не се движат, не можат да си ги забележат оковите.